Или јас од преголема возбуда имам проблеми со моите уши, или сала не е доволно акустична, овде има 9 говорници што умираат од трема, така да дајте малце аплауз да се опуштиме. Тринаеска. Боки 13. Латас. Велија Рамковски. Ексклузив, вести носител, Јанко Миленко. Црмбумбар, Белбумбар. Јован Јованов, Елвер Мекич, вести носител. Реални шоуа, шпански серии, хрватски сели. Гоце Арнаудов, Мелита, Стојан Андов, Дзинго, Ѓоко Таневски, Жаре Берберот и Драган Вучич. Кои се овие луѓе? Зашто воопшто ги познаваме? Зашто нашите телевизори се преполни со луѓе од ваков калибар? Сигурно нешто многу наопаку тргнало во нашиот македонски систем. Празни театарски сали, празни киносали. Никој не застанува на пешачки, ама и никој не поминува на пешачки. Сегде у свет пијат кафе за да не им се спие, ке нас пиеме кафе по 5 сати на кеј. Најчести фрази у Македонија се да му умре овцата на комшијата. Сине, гледај, бутни се, битно е да успееш. Имаме култура на турбо фолк, забави на дули и коки. На дули и коки. Носиме скапи сати, облекуваме одела со цел сите да видат колку сме ние срекни и успешни. Луѓе, имаме тепачки у парламент. Имаме пцуење у парламент. Боже Господе, Амди Байраме во парламент. Нешто многу лошо се случило со македонскиот систем. Нешто многу наопаку тргнало во македонскиот систем. Не размислуваме, сите ние, не размислуваме. Сме наредени во една колона со главите наведнати надолу и како марионетки играни од големите играчи во Македонија седиме послушни. Се повеќе стануваме тоа што не можеме да го поднесеме. Го лоцирав решението. Знам каде лежи проблемот. Опаѓање на продажбата на лижавчиња во Република Македонија. И тука се појавува исконското прашање. Зашто ли служат лижавчињата? Одговорот е, драги мои, многу едноставен. За лижење. И доколку опаѓа продажбата на лижавчиња во Република Македонија, се поставува второто најважно прашање: што ли лиже македонскиот граѓанин? Слушајќи ја Фројдовата теорија, не можам а да не започнам проблемот да го гледам уште кога сме биле мали. Се сеќавате ли кога од прво до четврто одделение вашата професорка, тоест извинете, вашата наставничка, ќе отидеше да пие едно кафе, да запали една цигара со колешките, кога оставаше одговорен за класот? Најпаметниот и најинтелигентниот, оној кој што може највеќе да просперира, да запишува добри и лоши. Каков парадокс. Најинтелигентниот, најпаметниот, оној кој што треба да биде пример за класот. Станува кодош! Станува кодош на своите другарчиња од класот, станува издајца, станува полтрон на неговата наставничка, станува полтрон на неговиот директор. Кога се од прво до четврто, младите лижат највеќе лижавчиња. Арно, ама, кога има и нешто за друго за лижење, го бираат ова друго. Зашто? Бидејќи бенефициите се поголеми. Опа, петка. Опа, неоправдан минус. Опа, четворка, не, петка. И така натаму. Бенефициите се огромни. Тоа се случува во македонскиот образовен систем. И сега што се случува во класот? Ова е многу битно. Во класот има две категории на деца. Едната категорија на деца, што нормално ги увидела овие големи бенефици и решила да лиже, но не лижавчиња, туку да лиже кај господинот Кодош, бидејќи тој ја има моќта, тој го има влијанието, тој запишува кои се добри и лоши, а доколку пак спаднат во категоријата на добри деца, тогаш сите ќе ги имаат овие прекрасни бенефиции. Што се случува со другата категорија на деца? Тие не ќе да лижат кај Кодошот, сакаат да лижат лижавчиња. Тие деца спаѓаат во категоријата на лоши, бидејќи Кодошов се вообразил, дознал дека е битна фаца во класот. И тоа е тоа.
овие кои што спајаат во категоријата на лоши деца, тие не се битни, за нив не ни е гајле, они се глупи и така натаму. 4 години добри и лоши деца, од прво до четврто оделение, Кодошот на чело и цела екипа кодоши, лижачи позади него. Бројот на лижачи драстично се има зголемено за тие 4 години и тоа е ситуацијата. Одиме понатаму и стигаме до втората и многу битна фаза, 5 до 8. Најважната работа во овие 4 години е избор за председател. Каква ситуација имаме сега? Избор за председател. Да заборев, Кодошот ќе го викаме Стојанче. Каква ситуација имаме сега? Стојанче се пријавува, нели, за председател на класот, бидејќи има такво кодошко искуство позади него, зашто да не? Но, од друга страна, иако има многу кодоши позади него, иако има многу лижачи позади него, тие сепак сакаат да го завземат неговото место. Се појавува Наумче, втората виолина на кодошење во класот и тој станува председател. Наумче ќе кодоши повеќе од 5 до 8. Наумче ќе ги оговара своите другари повеќе од 5 до 8. Наумче ќе биде тој кога другарите ќе сакаат да бегат од клас, што ќе ги каже на класниот раководител. Наумче ќе биде тој што кога си иде на екскурзија спие во собата на класниот раководител. Завршивме основно. Идеме на средно. Лижачи растат лудило. Со сесто искуство во нив, Наумче, Стојанче и сите останати позади нив, решаваат да се вклучат во средношколски унии или во унии на средношколци. Запазете, овие две работи биле различни, не знам дали знаете. И сега, како ќе ја направат таа голема исконска одлука во нивниот живот? Па во зависност од тоа во која партија е мама или тато. На таа база се одлучува. Сега, таму има еден проблем. Има многу лижачи од цела Македонија, а за нив лижавчето е Министерство за образование и наука. Таму го насачуваат они нивното лижање. Ако до прво четврто било кај Кодошот, сега е кај Министерство за образование и наука. Другата категорија на средношколски, кои што не го прават ова, тоест за нив лижавчето не е Министерство за образование и наука, тие седат, пијат кафиња во време трајање на операција Триумф. Што прават друго? Имаат квази идоли, многу од нас имаат квази идоли, возат брзи коли и тоа е за нив супер. Пијат многу алкохол, со останати зборови остатокот лиже на празно. Стигнуваме до можеби најголемата категорија. Се запишуваме на факултет, сега станува интересно. Особено кога ја видов публиката. Овде веќе се лиже на сосема поинакво ниво. Овде играат партиски подмладоци, дами и господа. Овдека студенти стануваат координатори на група. Координаторите на група лижат кај председателот на сите координатори на групи. Председателот на координаторите на групите, на факултетите, подлижнува кај членовите на Сојузот на студенти. Тие пак членови го прават истото кај извршниот одбор на Сојузот на студенти. Сите тие кај председателот на Сојузот на студенти. Председателот на Сојузот на студенти, бидејќи е екстремно запатен дечко, лиже и кај наставно-научен совет, и кај чистачките, и кај тетките од студентски прашања, и кај деканатот. Човече, многу работа! Деканатот и научно-наставниот совет лиже и кај власти и кај опозицијата, во зависност од тоа на која местна заедница припаѓаат. Во местната заедница лижат на ниво на председател. Председател на местна заедница. Тие одат на општинско ниво. На општинско ниво лижавчето се пренесува на централно ниво. На централно ниво сите лижат кај портпаролот, бидејќи тој е човекот кој може во подем да ја крене нивната кариера со само една изјава на телевизија. Портпаролот лиже кај пратениците во собранието. Сите оние кои што не представуваат нас, пратениците во собранието лижат кај координаторите на пратеничката група. Координаторите на пратеничката група одат кај шефот на партијата. Владата лиже кај опозицијата, опозицијата кај владата. Сите кај премиерот. Нашата цела држава лиже на Европската унија, на европратениците. Они, бидејќи се големи патриоти, одат по дома и го прават истото. Шефовите на Европска унија подлежнуваат кај Соединетите Американски држави. Соединетите Американски држави лижат кај мултинационалните компании со цел нивните две најголеми партии да имаат по 28 месечни кампањи, се со цел нивните две најголеми партии да имаат такви огромни кампањи,
мултинационалните компании лижат кај бордот на директори лиже кај акционерите, а акционерите, дами и господа, лижат лижавчиња.